Sila nebesna sleze ozdora, Devica začna vo utrobata. Emanuel, so na sebo, Sin mi se dade spasiteľom. Našite oči se otvoreni, Bože, zadate gleda tebe. Našite uši se otvoreni, Hriste, zadate sluša tebe. Našite usni se otvoreni, Oče, zada zbor. Ne se plašamo zlo, Ti si so mene, mil Isuse, Tvoj žezol spokoj mi dava, živa voda vo utrobava. Ne se plašamo zlo, Ti si so mene, mil Isuse, Tvoj žezol spokoj mi dava, živa voda vo utrobava, živa voda vo utrobava. Ete, to je kako da dojdeš do toj moment, da te preplavi Duh od Isusov ljubov, da doživeš vodna banjevo slovo, to vistinsko krštenje. Ne samo dopir Duhot da vide nad tebe, da ostane vo tebe i kompletno da te ispolni. To je celata suština. Te sakam, Gospode Isuse Hriste, Tatko moj, v imето на Твојот Син Исус, зборува и денеска низ мене. Нека Твојот мир, Твојата сила, Твоето водство, Ти зборувај низ мене, Ти врши ги делата, ме преплави Твојот мир и Твојата љубов. Те сакам, Господе Исусе Христе. Ти благодарам што ми го отвараш умот да го разбирам Словото, и очите, и ушите, и срцето. Со срцето да разберам, да бидам исцелен, да се покајам. Те сакам, Господе Исусе Христе. И уште повеќе ќе те љубам за секогаш, Исус. Јован, Исус исцелува, Јован 5 глава, од 43 стих читаме. Односно 4 глава, од 43 стих до 5 глава, 18 стих. Ти ќе ме прашаат некој кај се наоѓа тој стих. Не знам. Стихот се наоѓа во моето срце. И кога го прашав таткото зошто не можам да ги знам бројките, ме вели, стиховите немаат бројки. Луѓето ги ставиле за навигација, за да знаат кај се наоѓа и како да се држат. Интересен овој стих. По 2 дни Исус замина од таму и отиде во Галилеја. Ете, тој моментот кога тој им вели, јас имам храна за јадење што вие не ја знаете. На израелците, Јован 4:32. Тој е важен момент. Храна што ние не ја знаеме. Мојата храна, 34 стих Јован 4, е да ја исполнувам волјата. Да ја исполнувам волјата на оној кој ме пратил. Да ја исполнувам волјата и да го извршам неговото дело. Значи, делото, зашто не се исцелува. Исус исцелува момче на умирање. По 2 дни тој замина од таму, Исус, и отиде во Галилеја. Замина од едно на друго, иако тој се присутен. Он зборува сега за телесниот. Зошто сам Исус беше посведочил дека пророкот во своето родно место нема чест. Никој не е пророк во своето село, и тој е обнародена како поговорка дури во македонската народна култура. Дома не те признаваат. Во Македонија, а го знам јас, тој е син на столар. Димитрија беше столар, мојот дедо. Од Андонац и другиот дедо беше Терзија. Те сакам, Господи, и си речат, кој е сега овој? Татко мој, мајка му ги знам. Те сакам, Господи Исусе Христе. Кога дојде пак во Галилеја, галилејците го примија. Ете, го примаш ли ти Исус или не го примаш? Не е тоа физичко примање. Дали го примаш во срцето?
je važan moment. Kога ќе го примеш во срце да ќе промениш нешто, ти треба да се оставиш старите навики, стариот карактер, да се истакнуваш сам себе, например. Да се примириш, да молчиш. Зашто беа виделе се што е извршил во Ерусалим. Беа виделе. На празникот. Зашто тие беа на празникот. Празненство. И сега, Исус пак дојде во Хана Галилејска, каде што беше претворил вода во вино. Вода во крв, вода во вино. Не пи само вода, туку помалку и вино, заради проблеми во стомакот во Тимотеј. Значи да претвориш нешто, да оживееш. Пазете сега. Така Исус пак дојде, имаше еден царски човек, наземен цар, чиј син беше болен во Капернаум. И ние го имаме тоа, зошто јас не се исцелуваме, важното прашање, кој денеска ќе го зборуваме. Имавме една сестра, зошто сум болна, зошто не се исцелувам. И го кажавме, тоа пројде 2-3 месеца, пак истото. Зошто, Господ вака, Господ, зошто не се исцелувам, вака, така. Пак и пак истото. Осудува, хули, не ќе да прости. Зато не се исцелуваш. После ќе го отвориме тоа прашање. Зошто не се исцелувам? Сакам сега да се исцелувам. Ти сакаш. Ама Исус вели, нека биде твојата волја, татко мој, не мојата. И јас сакам. Не добивам се што сакам. На детето му даваш ли мало се што сака, да не стави во устата или да направи да се изгори, да падне. Имаше еден царски човек, чиј син беше болен во Капернаум. Тој штом чу дека Исус пристигнал. Значи има уши да слушне. Од Јудеја во Галилеја отиде кај него. Отиде кај него. Дали одиш ти кај него? Или одиш на други места? Отиде кај него, кај Исус. И го замоли. Слушай да ти кажем јас тебе, Исусе, прости ми татко. Исусе, да го излекува синот, зашто беше на умирање. Тоа е правиот аларм кој му дошол. Ние не знаеме понатаму што се случува, ќе видиме. Исус му рече, ако не видите знаци и чуда, нема да поверувате. Зашто тие поверуваа и видеа дека тој исцелува и одат по него. А пазете, замислете, и сатаната може да исцели некого за кратко време. Така да затоа е битен тој момент да останеш во Исус. И сега, Исус му рече, ако не видите знаци и чуда, нема да поверувате. И вика, на овој род нема да му се даде никаков знак или чудо. Освен знакот на пророкот Јона. Кој е тој знак? Па ти ја раскажа приказната. Колку повеќе се противиш, само го продолжуваш дејството. Да те лапне кит, да те фрлат од бродот, да те се исуши сенката и пак ќе се најдеш таму каде што ти испратил тој. Интересен е тој момент. Дојди додека уште не ми умрело детето. Исус му одговори. Дојди Исусе. Оди си, твојот син е жив. Човекот поверува на зборот што му го каже Исус и си замина. Да веруваш во Исус значи да веруваш во Словото. Словото е можно. Можно да биде живо. Се е можно за оној кој верува. Дали веруваш? Зошто не е можно се тогаш? Зошто не исцелуваш? И веднаш уште додека човекот поверува и си замина, и веднаш уште додека слегуваше го сретнаа слугите негови, му јавија, синот твој е жив. Исусе. Тогаш таткото разбра дека тоа станало во истиот час. Кога Исус му рече, твојот син е жив. Видете Словото како дејствува, поостро од секаков меч. Брзо и дејствува. Само треба да се исполни принципот на припадност, на верба, на покајување, на неосудување. Ова беше второто чудо, и поверува тој и целиот негов дом. И ова беше второто чудо што го изврши Исус кога пристигна од Јудеја во Галилеја. И сега тој првото чудо, второто чудо, третото чудо, Хана Галилејска, статистика. Дали веруваш вистински во Исус? Дали како човекот поверува на зборот? Дали отиде кај Исус и го замоли да се излечи тој што е на умирање?
Ние среќаваме разни луѓе и деца, оставете ги децата да доаѓаат кај мене, непослушност, тврдоглав, прави грешки, те доведува во, ќе ме речат, те воведува како старешина, ајде да речеме, како одговорник, одговорен за заедницата, во соблазна. Знаете, да правиш компромиси со светот, а потоа беше уште еден празник. Само празници славите вие, јудејски, си искачи Исус во Ерусалим. Во долниот го небесниот или во земниот. Во Ерусалим кај земниот, овчата порта. Порта за овци. Исус вели, јас сум добриот пастир. Кој ќе, јас сум портата на спасението, исто вели. Тој е пастир на овците, оди за загубената овца. И тој, јас сум портата, кој ќе најде, ќе влезе и ќе излезе и пасиште ќе најде. Значи, овча порта, тоа е некоја црква, кај што Исус треба да биде, кои чекаат, има бања, по еврејски наречена витезда со 5 тремови. Значи, не мора да биде бања, тоа е водна бања во словото, каде што духот слегува над него. 5 тремови се 5 големи деноминации. Православни, католици, протестанти и други. Може би Јеховини сведоци по Стариот Завет. И други. Може би повеќе подтремчиња. Например, адвентисти. Веруваш во саботата. Ќе видиме понатаму. Во нив лежеа мнозина болни. Слепи, куци, искушени. Очекуваат да се раздвижи водата. Тоа е црквата. И лежиш ти таму. Лежиш. Пази. Овчка порта. 5 тремови. Различни деноминации. И во нив лежат многу болни. Лежат, пазете. Слепи, куци, искушени. Очекуваат да се раздвижи водата. Бунарот или водна бања во словото. Зашто од време на време во бањата. Тој зборува за водна бања во словото и слегуваше ангел Господов. Ангел слегуваше, духот слегуваше. И ја раздвижуваше водата. Значи духот беше присутен и пред Исус. Дува каде што сака. Ја раздвижуваше водата, кој прв ке влезеше. Тоа е момент на потикнување. По раздвижувањето на водата. Оздравуваше од каква било болест да боледуваше. Оздравуваше од каква било болест. И сега, кој прв? А ти треба да му даеш предимство на тој што е болен. Имаше таму еден човек кој боледуваше 38 години. Скоро 40 години си во пустината, во некоја црква седиш, лежиш таму. Во некоја овчка порта. Но портата е затворена. Треба да слезе ангел. Ти покажува без дух, не можеш да влезеш во портата. Имаше таму еден човек, кога Исус го виде како лежи, стани бе другар, залежан, пуштил корен, знаејќи дека многу години боледува, му рече, сакаш ли да оздравиш? Добро прашање, сакаш ли да оздравиш? Ја сакам, Исусе, болниот му одговори, така, Господи, Господи, на друго место има Господине, Господи. Како тој знае дека е Господ? Немам човек, сеќава твоето тело, твојот дух. Нема човек што ќе ме спушти во бањата кога ќе се раздвижи водата. Ете го се надеваш на човек да те спушти, да ти помогне. А овој овде претходно рече, отиде кај него и го замоли. И потоа поверува на неговите зборови. Немам човек. Се јавам кај луѓе ради да ми помогнат, например, во техника. А за едно или за друго. Ако нема, продолжавам сам со Исус. Во духот треба да си помагам едни со други, нели? Имаше таму еден човек и сега немам човек што ќе ме спушти во бањата кога ќе се раздвижи водата. Исус му рече стани. Наместо да се надеваш на човек, треба кај Исус да дојдеш, земи си ја постелката своја и оди си. Треба да дојдеш кај Исус па ќе ти каже и веднаш оздраве човекот. Значи тој исто поверува. Ја зеде постелката своја и одеше. Тој ден беше сабот. И он не знае кој го исцелил, а вели Господи. Кога си болен, се спушта твојот степен на понизност. Кога ќе оздравиш, ќе се вознесеш.
Веднаш оздраве човекот. Ја зеде постелката своја и одеше. Веднаш. Тој ден беше сабота. Ти сакаш да оздравиш, изборуваш против Бог, доаѓаш кај мене, не кај мене. Кај Исус дојде, јас си го покажувам патот него. Исус, ти стоиш тука кај овчката порта 38 години. Заради тоа јудејците му рекоа на исцелениот: сабота е. Кој те исцелил бе тебе, бе? Сабота е, бе. Може ли врати се да бидеш болен? Врати се будала една. Прости ми, Исус. Така му викаат тие. Сабота е. Која сабота? Во главите имате сабота. Не треба да ја носиш својата постелка, на тој му одговори: оној што ме излекува ми рече: земи си ја постелката и оди, а тој е збор со власт. Тие го праша: кој е бе тој човек што ти рекол? Кој ти рекол? Земи ја постелката и оди. Па постелката кај што си се залежал, земи си ја постелката. Кај треба да одиш? Па во Царството Божие, по Исус да одиш. А ти кај мислиш да одиш? Во кино, во театар, во бордел, во бања, во кафеана, на плажа. Да ловиш риби, габи да береш. Подоцна Исус го сретна во храмот и му рече: кој е тој човек? Исцелениот не знаеше кој е. Пазете го овој момент. Но жетта и желбата, зашто Исус се беше оддалечил, тој не е таму присутен, бидејќи на тоа место имаше многу народ, кои си ги бараат своите состојби. Исус го сретна во храмот и му рече: сега си здрав и не греши повеќе. Ете, сакаш да се исцелиш и не греши повеќе, за да не те снајде нешто полошо. Човекот отиде и им кажа на јудејците дека Исус е оној што го излекувал. Да се исцелиш, да те снајде нешто полошо, не си зрел уште. Значи, кога ќе го изгониш демонот, доаѓа со други 10, 15, 33. И така јудејците го гонеа Исуса. Сакаа да го убијат. Писмознанците, фарисеите и садукеите, и тие денеска го убиваат Исус со нељубов. Исус им одговараше: зашто тоа беше сабота. Исус им одговори: мојот Отец досега работи и јас работам. Во друг препев вели: не сопира да работи. Секој ден работам за Исус. Денеска требаше да дам по габи, не отидов, овој текст ми созреа. Утре ќе одам, здравје, ако сака Господ. Нема да ги ставам габите пред Исус. Затоа јудејците уште повеќе сакаа да го убијат. Какви се тие јудејци? Бидејќи не само што ја нарушуваше саботата, ете го степенот на човечко зло, туку и Бог го нарекуваше свој татко. И тој е важен момент, тоа не го прифаќаат. И штом ти не викаш татко, се уште си далеку. Се уште не си дошол кај Исуса. Татко погрешил пред тебе, правејќи се еднаков со Бог. Не е тоа еднаков со Бог. И сега доаѓаме до поуката зошто луѓето, верниците, не се исцелуваат. Добро прашање. Ти сакаш да си бидеш здрав, да си живееш по свое. Па токму затоа си болен, за да повикаш кон него, да се промениш. Болеста е камбана, бам-бам, аларм, те буди, разбуди се, стани ти што спиеш, да се сетиш, да повикаш, да побараш помош од Исуса. Исусе, бам-бам, да разбереш, Дамар, дека си зависен само од Исусовата љубов. Зависен сум само од Исусовата љубов. И што треба да се исцели е важен момент. Телото ли сакаш да го исцелиш? Или душата и духот твој? Дали само сакаш да ја отстраниш телесната болка и слабост, да ја отстраниш последицата и така причината си останува зашто си болен? Зашто сум болен? Оти си се оддалечил од Отецот. Зошто сум болен? Оти си се оддалечил, паднаци од Отецот. Еве стихови: ако ги исповедате гревовите своји, тој е верен и праведен, за да не ги прости гревовите и да не очисти од секаква неправда, се мисли болест, болка и страдање. 1 Јован 1, 9 и 10. Значи, ако ги исповедаш гревовите, јас немам грев. Ако пак решиш дека не сме сгрешиле, ако речеме него го правиме лажец, а ти си лажец и словото негово не е во нас.
Ispoved na gref, pokajuvanje. Da se pokajat vo srcetu da razberat. Tada gisevam, da li si se pokajal vistinski? Da li vistinski mu dozvoluješ da te vodi tatko pogrešiv pred tebi i pred nevoto? Ključniот момент koja će go napraviš što ti ke se promeniš. Ako ne se isceluvaš, problemo te vo tebe. Ne sakaš da se pokaješ, ne sakaš da se predadeš, da se poniziš, da se promeniš, ne sakaš da se vratiš vo sopstvenost na Tatkoto nebesen i Isus Hristos. Ne sakaš. Zašto ne se isceluvam? Pa zato što ti si to što treba da se isceli, usovrši stario ti. To je što treba da go soblečeš na krstot. Da umre, da primiš duhovni život, krštenije. Da go primiš životot i da se rodiš ozdraven, iscelen vo Isus Hristos od ozgora, vo voda i duh. Roden vo duh i vistina, da vikaš Tatko moj nebesen, se vraćam pak, ava oče, i slava ti Isuse. Stihovi, da vije farisejite, gimijete, tije što saka da gubijete Isus, to go znat slovo to. Gimijete odnadvor čašite i sadovite, a odnatre ste polni so lakomstvo i lošotija. Luka 11:40. Malku nešto pak se vraća, papara, vaka, taka, zašto Gospodi, se ušte si vo pustinata, marmoriški izgineš, pomina 38 godini, došao nekoj da ti kaže, ne dođa se kogaš samo Isus, praća angel, praća nekoj čovek. Sotrudnik nije zboruvame za čistenje vnatre, za čistenje na srce to, da se odstrani korenot na zloto. Moraš da se odkorneš čovjeka, ti si se zaležal tamo, ti stari odpadna, telesen, grešen čovjek, sin satanski, stani ti što spiješ. Vo Luka 12:4-5 ne veli da ne se plaši me. Po ljubav to strah nema od onije što može da gubija telo to. Od bolesti ubivanja na telo to. Da li telo to telesno je vistinsko isceluvanje, telesno tako duhot negov koji je vdahnat vokal se vraća kaj nego so dušata kako se isceluva. Zašto go ostavaš telo to toga što kao zemlja, dušata kako se isceluva. Dobro prašenje, koji može da je isceli? Ovde ke te naklukat so lekovi koji go umrtvuva telo to. Životot na čovjekot ne zavisi od materijalno to telesno bogatstvo. 12:5 Luka se porazbira i zdravije to. Glupaku, ušte večerva ke ti ja zemam dušata. Luka 12:20. To je što sobira bogatstva na zemljata. Zemanje na dušata, ja zema dušata, za da ne grešiš poveke. Pajaš su teloto za da ne grešiš poveke. Teloto se predava na satanata, na zemljata. Za duhot negov, da čeka sud pominovan iz ogan. Opet je od stih Otec od Isus. Ima vlast da frlat vo pekolot. I neki ofati što pekol, da, gotovo. Pekol, ad, večen ogan, krštenje niz ogan, razkrstuvanje, proverka na našite dela niz ogan, seke pomene niz ogan. Kapinata što ne so goruva. Rasplamten duh, zašto dušata je mnogo poskapa od hranata, a телото доблеклото 12:23. Чувайте ги вашите тела чисти, скапо сте платени. Не грижете се за душата, што ќе јадете или што ќе пиете, ниту за телото во што ќе се облечете. 12:22. Зашто не се исцелувам? Он стои на тоа и тоа го повторува. Што треба да се исцелиш? Што треба да исцели? Да платиш нешто? Симптоми, аларми, камбани, бам-бам, дамари од телото или причината за болеста и немоќта. Причината си ти. Со телото ќе пострада да не греши повеќе, пишано е. Ќе падне со телото. Затоа си болен, да не грешиш повеќе. Бог самиот кој е извор на мир, стихови, нека ве направи целосно свети, мисли здрави,
Neka go začuva čisto celото ваше битие. Но мораш да му дозволиш целото наше битие, духот, душата, телото, се до повторно доаѓање на нашиот Господ Исус Христос ќе најде ли вера на земјата? 1 Солуњаните 5:23 на друго место вели Бог на мирот да ве освети, да ве исцели наполно во се, да не освети, да не исчисти од гревот, да се покаеме со срцето, да разберат, да бидеме здрави со срцето, да разбереме дека исцелувањето е враќање, препуштање во неговото водство и волја. Исцелувањето е препуштање, враќање во негова власт и волја. А ние мислиме дека така, значи, никој не е пророк во своето село. Отиде кај Исус, имаше болен син, го замоли, поверува, синот се исцели, нема кој да го спушти во водата, немам човек. И кажав еднаш као овде, барав човек, повикав ангелска помош и колата излезе од калта, бев заглавен насред зима таму. Денеска е сабота, бе, зошто си се исцел, враќај се да бидеш болен. И тие сакаат да губиат Исуса. Те сакам, Господи Исусе Христе. Знам и некои други, што доаѓале сме се молеле, сакаат да губиат Исуса. Зошто вака, зошто така? Зошто мене не ми направи така? Штом повторуваш тоа постојано? Ти не сакаш да се исцелиш, бидејќи, како што рековме, да разбереме дека исцелувањето е препуштање, дозвола во негова власт, негово водство и волја. Тоа значи го враќаш заборавениот однос татко на небото и деца на земјата. И почнуваш да бидеш слуга Божји, па сотрудник, па сонаследник, па син Божји. Те сакам, Господ, пријател Божји, па син Божји. Те сакам, Господе Исусе Христо, уште повеќе ќе те љубам. Не се плашам од зло, ти си со мене, мил Исусе, твојот жезол спокој ми дава. Жива вода во утробата. А ти се уште црпиш вода од стариот бунар. Потребна ти е жива вода Исусова. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во срцето Твое Исус. Пред мене, зад мене, околу мене, низ мене, во мене, во длабокото, во широкото, во високото, од земјата до небесата. Исус живее. Амин. До Божиот царство небесно. Барајте го најнапред. Царството Божио. И се ова ќе ви се придодаде. Зарем да не ја исполнам волјата на мојот Отец. Бегај од Македонија, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Бегај од нас, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Надвор од нашите заедници. Ја враќам Македонија во Твоја собственост. Се ти предавам Тебе. Се ти предавам Тебе, Исусе. Се ти предавам Тебе. Татко мој, а што би правил ти без Исус? Ке тераш самиот. Додека не ти помине времето на милост и потоа ќе ја лелекаш. Олеле, зошто Господи вака, зошто така? Го видов тоа. Во визија се распаѓа овој свет на цели како коцка од слагалица и луѓето врескаат. Зошто ти си лош, Бог, сакаме дома. Па одите дома во телесното, во материјалното. Дома за мене е Царството Божио. Тој ни подготвил подобра, односно небесна татковина, каде љубовта никогаш не престанува. За секогаш Исус, во секого Исус, на секаде Исус. Амин. До Божиот царство небесно. Амин. Сила небесна слезе оздора, девица зачна во утробата. Емануел, со нас е Бог, син ни се даде спасител. Нашите очи се отворени, Боже, за
Zašite uši se otvoreni, Hriste, sada te sluša